Почитувани, започнуваат вестите на Канал 8. Учебната 2023-2024 година ќе заврши навремено, иако гласањата за избор на председател и пратеници се закажани во работни денови. Наставата во учебната 2023-2024 година ќе се реализира целосно како што предвидуваат плановите за организација на работа на основните и средните училишта. Иако гласањето во рамки на првиот и вториот изборен круг е закажано во работни денови, учениците нема да изгубат од наставата и да пропуштат дел од наставниот материјал. Министерството за образование и наука информираше дека 23 април и 7 мај, односно деновите пред гласањето, ќе бидат работни за сите училишта. При тоа во установите во кои ќе се одвива изборниот процес, наставата ќе се реализира од 7 до 11 часот со скратени наставни часови за сите одделенија, односно класови. Во останатите училишта каде нема да се спроведува гласањето, наставата ќе се реализира вообичаено согласно предвидениот дневен распоред. Наставната година за средношколците завршува на 10 јуни со исклучок на матурантите, додека за учениците од основните училишта учебната година ќе заврши на 17 јуни. Основниот суд Кочани донесе пресуда за доживотен затвор за 59-годишниот маж кој усмрти жена со убоди од нож. Казна доживотен затвор му е изречена на 59-годишниот УР од Кочани, кој на 25 септември минатата година со повеќе убоди со нож усмрти 46-годишна жена пред нејзиниот дом. Основното јавно обвинителство во Кочани поднесе обвинение за случајот, а во судската постапка осумничениот ја признал својата вина. Основниот суд Кочани донесе пресуда за изрекување казна доживотен затвор за убиство, што е извршено при родово базирано насилство и на свиреп начин. Во обвинението, основното јавно обвинителство Кочани го товареше обвинетиот и за кривичното дело уцена кон истата оштетена, сторено пред убиството. Меѓутоа, тоа дело обвинетиот не го призна. Постапката е раздвоена и за тој дел од обвинението ќе продолжи судска постапка, се истакнува во писменото соопштение од јавното обвинителство. Загрижена за својата безбедност, 46-годишната ТМ на 16 мај минатата година во полициската станица во Кочани пријавила дека подолг период била уценувана од УР, со кого била во љубовна врска, дека тој ќе објави компрометирачки фотографии и видеа доколку не му даде пари. Инспектори од надврешната канцеларија за криминалистички работи при одделението за внатрешни работи Кочани постапиле по пријавата и доставиле соодветна пријава до основното јавно обвинителство. Граѓанските организации кои работат на заштита и поддршка на жртвите од семејно насилство, особено кај жените, реагираат дека надлежните институции тешко ги препознаваат ризиците од фемицид. Според законските одредби, уцената се смета за сериозно кривично дело за кое е предвидена затворска казна до 5 години. А со оглед на свирепото убиство со повеќекратни убоди со нож, судот донесе пресуда за максимална казна. Музичкото училиште Ристо Јоруков го одржа првиот концерт во рамки на манифестацијата Музичка среда. Директорката Марија Лазарова информираше и за освоените 26 награди на меѓународниот надпревар Сергеј Михајлов Штип. Во големата сала на мултикултурниот центар во Кочани се реализираше првиот од низата музички концерти во рамки на манифестацијата Музичка среда, што е во организација на музичкото училиште Ристо Јоруков. Се представија 15 на дечиња кои свиреа на инструментите пијано, виолина, флейта, а настап има и учениците од класата традициски инструменти. Директорката Марија Лазарова истакна дека по позитивните искуства од минатите години повторно почнуваат со реализација на јавните настапи на учениците, а информираше и за освоените 26 награди на меѓународниот фестивал со надпреварувачки карактер Сергеј Михајлов Штип. За трет пат ја започнуваме манифестацијата Музичка среда, која поради
објективни причини и изборите и пролетниот распуст кај учениците, после оваа среда продолжува дури на 15 мај, значи од 15 мај секоја среда до завршување на месец мај, ќе имаме концерти во оваа манифестација. Се надевам дека публиката ќе ужива и ќе биде присутна како и досега. Да, сега сме во период кога жнееме настапи, кога жнееме награди на сите учесници на надпревари на вакви манифестации. Им посакувам многу среќа, многу успех и пред се многу дружба со музиката. Можеме нескромно да кажеме дека нашите училиште се збогати за 26 награди, од кои 21 прва, 4 втори и 1 трета награда. А во предстојниот период, како што и претходно најавивме, не очекуваат уште 2 надпревари, значи викендот во Скопје на Полихимнија, на надпреварот Полихимнијата ќе бидеме представувани во дисциплините флейта и пијано, а додека во текот на следната недела, 25 и 26, во дисциплините теорија на музика и пијано ќе бидеме представувани од наши ученици на државниот надпревар. На меѓународниот фестивал со надпреварувачки карактер Сергеј Михајлов, Кочанското музичко училиште први награди освои во дисциплините теорија на музика, пијано, четирирачно пијано, гитара и хармоника. За предстојните парламентарни избори, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН ја најави предизборната програма и проекти за Кочани. Пресот го одржа кандидатот за пратеник Миле Левков. ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија нудат програми и луѓе што носат вистински решенија за напластените проблеми, со оглед што актуелната власт ја потона државата во корупција и предизвика таа да биде најсиромашна во Европа. Истакна кандидатот за пратеник од изборната единица број 3 Миле Левков на пресконференција што ја организираше Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кочани. На почетокот на предизборните активности за парламентарните избори тој најави позитивна кампања во која ќе се работи на враќање на надежта на граѓаните во државата. Ви најавуваме безкомпромисна борба со криминалот. Нулта толеранција за криминалот уште од првиот ден. Распуштање на Советот на јавни обвинители и Судскиот совет, законски измени за нивното функционирање и конституирање на вистински институции и тела кои што ќе се грижат за независноста на судството. Најавуваме 50 милиони евра инвестиции во културата кои што ќе значат нови содржини, нови филмови, нови сериски емисии, нови содржини, нови проекти во културата на македонски јазик. Најавуваме дополнителни 50 милиони евра за спортот, кои што ќе значат дека нашите млади луѓе ќе бидат новите шампиони во спорт, во кошарка, во фудбал, во атлетика и во останати спортови. Најавуваме и намалување на сметките за електрична енергија со укинување на фамозната тарифа за пристап на мрежа на Марко Бислимовски. Најавуваме и вистински решенија во здравството. Конечно ревидирање на листите за лекови, овозможување на бесплатни и пристап до квалитетни лекови, завршување на клиничките центри во Скопје, во Штип и реновирање на нашиот во Кочани. Левков додаде дека во предизборната програма се зацртани и проекти што ќе се реализираат на локално ниво, конкретно за општина Кочани. Кочани со новата програма ќе добие нов Јужен булевар. Кочани ќе добие нов мост на Кочанска река, Кочани ќе добие конечно изградба на домот за стари лица за кои што празни ветувања добивавме во последните 5 до 6 години од актуелната влада на СДСМ и ДУИ. Меѓутоа, Кочани ќе добие и многу други проекти затоа што во програмата 1198 новата влада предводена од ВМРО-ДПМН се обврзува на општините да им префрла по 250 милиони евра годишно за капитални инвестиции. Во период од 4 години тоа ќе значи 1 милиарда евра за капитални инвестиции за проекти кои што се од директен интерес на граѓаните. Кочани ќе добие и нова водоводна мрежа и атмосферска и фекална канализација на спортско-рекреативниот центар Пониква. Почитувани граѓани, за сето ова ни е потребна вашата поддршка. Време е да ставиме крај на
слоганот на Али, на Таче, на Артан, на Османи и на Љупчо Николовски како до сега. Од сега порачуваме Македонија повторно твоја. Во подрачната библиотека на селото Оризари беа прогласени најуспешните читатели за минатата година. Румена Тодорова од библиотеката Искра рече дека според однапред определените критериуми е направен соодветниот избор. По повод 23 април, Меѓународниот ден на книгата и авторското право, традиционално во подрачната библиотека во населбата Оризари беа прогласени најдобрите читатели за минатата година. Представници на библиотеката Искра на најуспешните им доделија дипломи и скромни подароци. Румена Тодорова рече дека според однапред определени критериуми, односно бројот на прочитани книги и редовноста во враќањето, бил направен соодветниот избор. Оваа година со големо задоволство сакам да истакнам дека за прв пат имаме и читател од предучилишна возраст. Потоа имаме категорија деца и категорија возрастни. Читател од предучилишна возраст е детенце кое што не оди на училиште 6 години. Тоа во текот на оваа учебна година се научи да чита и тоа ми е големо задоволство. Детенцето се вика Ања Минова и има 6 години. Категорија деца е Теодора Новакова, ученик во пето оделение во основното училиште Крсте Петков Мисирков, а категорија возрастни е Симона Стоименов. Нашата цел, поради која го одбележуваме овој празник, е да им дадеме поддршка на авторите и издавачите, да ги доближиме книгите до читателската публика и да им одадеме почит на великаните на светското творештво. Јавната општинска установа Библиотека Искра секоја година традиционално го одбележува овој празник. Годинава неколку дена порано, меѓутоа од оправдани причини, го започнуваме одбележувањето со пригодна програма. Симона Стоименов и Ања Минова истакнаа дека преку секојдневното читање книги го надоградуваат своето знаење од различни жанрови. Јас се викам Ања Минова. Сликовниците. Прими сликички и ја ги читам. Чест и задоволство ми е, ова ми е втор пат што сум читател на годината и препорачувам на сите млади па и повозрастни да читаат, затоа што тоа е најдобрата терапија. Читам од се по нешто, трилери. В последно време трилери, да. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на книгата и авторското право, Елеонора Николовска ја промовираше и книгата Моето алтер его. Завршниот настан ќе се одржи в понеделник во просториите на библиотеката Искра, која ќе бидат прогласени најдобрите читатели од општина Кочани. В сабота општина Кочани и клубот за планинарски спортови Осоговски Орел организираат еколошка акција по повод 22 април, светскиот ден на планетата Земја. На настанот ќе учествуваат представници од локалната самоуправа, планинари, вработените во комуналното јавно предпријатие Водовод и учениците од двете средни училишта. А организаторите ги покануваат и граѓани кои може да учествуваат во акцијата. В сабота 20 април, во пресред на светскиот ден на планетата Земја, општина Кочани, клубот за планинарски спортови Осоговски Орел и комуналното јавно предпријатие Водовод организираат еколошка акција на потекот од местноста Бавчалук кон езерото Градче. Целта на акцијата, иницирана од клубот за планинарски спортови Осоговски Орел, е да се расчисти пешачката патека и да се прибере оставениот отпад од летниковците на овој потек, со што ќе се испрати пораката за правилно складирање на отпадот и користење на секундарните суровини за рециклирање. Покрај членовите на клубот, во акцијата ќе учествуваат ученици од средните училишта и вработени во локалните компании, а може да се вклучат сите заинтересирани. Поаѓањето е од спортскиот рекреативен центар Бавчалук во 9 часот. Меѓународниот ден на планетата Земја 22 април се одбележува ширум светот со разни манифестации и акции
за да се сврти вниманието на јавноста за значењето на зачувувањето на животната средина. Почитувани, тоа беше се што ја подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.